Лицата со телесен инвалидитет се уште се соочуваат со бариери и покрај сите заложби и натаму најголем проблем представува архитектонската непристапност на јавните објекти и институции, што им го попречува секојдневното движење и живење на оваа група луѓе. Тие не може да ги остварат своите права во здравството, образованието, да посетуваат спортски, музички и други настани. Ние говориме често пати пристапноста е таа основната и базичната потреба која што за нас телесните инвалиди е од најголема важност, бидејќи почнувајќи од незе завршуваме со сите други најситни неопходности. Пристапноста е една од основните елементи и компоненти на меѓународната конвенција која што ние имаме веќе ратификувано во нашата држава и во нашиот парламент изгласано, меѓутоа нејзиното практицирање и спроведување малку поинертно оди. Иако во Скопје и Охрид преземени се чекори кон зголемување на пристапноста, лицата со попреченост не доживеале големи промени во останатите делови од државата. Че да биде на ниво на цела Македонија, бидејќи не се само инвалидите во Скопје. Има повеќе инвалиди на ниво на цела Македонија и секаде да се направат по другите градови да бидат пристапни. За едно лице за да искочи од дома неопходно му е пристапот за да може да излезе. И лице точно кое што ќе го придружува асистенти и така натака. А ако го нема тој пристап, него му е бадијала и да сака еве да, како што рековте, зашто некојаш се затварат и од тие причини што не може да се створат услов за да излезат, за да прошетат како сите нормални луѓе. Лицата со попреченост бараат да се подигне јавната свест, но не само на обичниот граѓанин, туку и на институциите за основните права кои треба да се почитуваат и упатуваат апел за поголема заложба кон преземање на конкретни мерки со кои ќе се зголеми и подобри интеграцијата во сите аспекти на политичкиот, социјалниот, економскиот и културниот живот. Нина Аритоновска, Сител телевизија.